Во студиото на Нова ќе речам добро утро и добре ни дојдовте на Бранко Василков, туристички водич, некој кој што долги години е заедно со туристите во Македонија, па и надвор од неа, но нас интересира за сега ова. Она што го констатира Иван, дали ќе има многу повеќе работа за туристичките водичи во Македонија? Добро утро, добар ден за гледачите на ТВ Нова. Еден поздрав, честитки за телевизијата. Благодарам. Сите сме со оптимизам за повеќе работа и впрочем све што се прави во туристичкиот сектор, почнувајќи од државниот па до приватниот или обратно, како сакате поставете го, сите напори се да се донесат повеќе туристи, да имаме повеќе работа сите, да има што повеќе бенефит. Сега, дали ќе биде тоа, делумно зависи од нас, делумно Како мислите од вас, од туристичките водичи од или нас од како држава? Како држава. Тука правам спој меѓу државниот сектор и приватниот, значи од нас како држава, затоа што државниот сектор, Агенцијата за промоција, секторот за туризам во Министерство за економија си имаат своји активности, почнувајќи од промоција па до субвенционирање за секој турист донесен, а поврзано сходно на тоа и приватниот сектор прави своји напори, инвестирања во презентирањето на својата понуда, градење на производот, што ќе се продава, како ќе се продава и така натаму, па и ние како водичи колку успешна приказна ќе изградиме околу Македонија, значи да се продадеме подобро како производ на светскиот пазар. Така е, да. Можеме ли, ве прашувам онака наискрено, и како човек, и како туристички водич, и како некој кој што е дел од сето тоа како туризам и Македонија, да имаме миг кога, не знам, по неколку години, да речеме, ќе речеме Македонија е земја во која што туризмот е главната гранка која што носи бенефит. Ќе треба уште многу труд и поприлично време додека тоа го направиме. Не за неколку години, десетина например, не? Десетина е солиден период, солидна бројка, меѓутоа ајде оптимистички да речеме. Оптимистички, да. Пак многу работи влијаат на сето тоа. Во моментов и годиниве наназад туризмот бележи значаен раст во Македонија. Некаде меѓу 10 и 12% имаме зголемување на бројот на странски туристи кои ја посетуваат Македонија. Тој тренд делумно е заради она све што го правиме ние, делумно е затоа што пак сме нова дестинација на туристичката карта, заедно со Албанија, со Косово, кои што привлекуваат внимание, затворени како средина долго време. И сега ние сме во каталогот на странските агенции. Тој тренд ќе трае уште некое време. Да речеме уште десетина години. Добро го обсервиравте тоа. Ќе трае уште десетина години. Сега како ние ќе умееме да го искористиме тоа, значи да изградиме инфраструктура, патишта, да изградиме понуда, подобри хотели, подобри ресторани, подобри навики во туризмот, во угостителството. Сепак угостителството е узлужна дејност. Значи главен фактор е човековиот фактор, колку ќе знаеме да ги угостиме за да има фидбек. Иако на многумина од нам не ни се допадна онаа реклама со охридскиот келнер, вие велите имала голем бенефит. Нели не секој сака да се види дека сме такви какво што сме или некој не видел така па и не представил така во една реклама. Но какви се сега, да речеме, кога ќе отидете во Охрид, дали охридскиот келнер е се уште ендемски вид или станува вид кој што треба да ја представува земја па и туризмот во неа? Таа реклама имаше голем импакт, значи големо влијание на менталитетот пред се. Охрид е наш туристички бисер. Нема спорно тука што да измислуваме топла вода. Од времето, од поранешна Југославија, чартерите холандски, белгиски, дански и тогаш во една таква средина Охрид сосема, угостителството, келнерите сосема солидно си ја вршеа работата, но модерните времиња наложија и модерни начини на однесување. Ако тогаш било сосема нормално со гола рака да се држи танирот, чинијата да се држи, сега веќе сосема поинаку и можеби, верувам, ефект на таа реклама, веќе во охридските ресторани кои што држат до себе, да изградат малце повисоко ниво, келнерот доаѓа со салфетка, ја држи чинијата, значи нема директен физички контакт, што викаме со палецот во супата доаѓа да ме послужи, и тоа све си носи своји работи. Можеби не си се бендисаа некој што се видува во таа улога, меѓутоа немаше поголем ефект отколку 100 пати да се укаже негде на некого,
од таа реклама која си се видоа како. Така е. Некои ќе сакаат да има држат чинијата со салфитка, а други пак ќе сакаат на магариња да одат на некое место како, не знам, Брајчино, кажете ми некое друго селце кое што го имаме и каде што, не знам, ако, како рековте, рибна една, во рибен ресторан или не знам, во некои рестораните ќе имаме рибно мени од 10 евра, тогаш многу повеќе ќе биде платеното мени кое што ќе значи со раце јадење, така, како добро ве разбрав, така. Знаете што, не треба да мешаме некои работи. Така е. Секој според тоа што го посакува, така да го добие како турист, веројатно, да. Значи, туристите што доаѓаат, еве нека не е само во Охрид, и во Скопје, и во останатите делови. Има кои што се дојдени за еден аспект, има кои што се дојдени за друг аспект. И Македонија е пребогата со својата понуда, само треба да знаеме да ја искористиме. Се е тоа околу нас. Кога ќе седне во ресторант во Охрид, или во Скопје, или во Битола, недопустиво е со палецот во супата. Но ако тој купил тура во некое село да јава на магаре, тогаш да јаде со голи раце, тогаш е сосема друг моментот. Да јаде пичурки кои што се локални сирење кое што е правено кај бабичка и така натаму, или зелник подвршник. Брајчино успешно ја развива приказната, значи кај нас дело таа едукација во локалното население. Има една женичка, сега за да не ме покриваат гласот ако правиме реклама, нели име и презиме да не спомнуваме. Па спомнете само има, ајде. Да, женичката надвор летно време ќе распали овие сачовите, ќе направи пита додека пешачат туристите и ќе им направи селски ручек. Уште подобра приказна е со селото Куратица, блиску до Охрид. Значи, не само ручек, луѓето се досетиле да направат еден чекор понатамо. Продаваат домашни производи. Медот, ако да речеме во нормална продажба е 250 до 300 денари, тамо е 450 денари. Тегла ајвар е 400 денари. Ама тамо е, а? Тој е од специјални пиперки пчели, го прават. Да, и тамо домаќинката ќе се облече во народна носија, ќе се најде некоја така. Ама добро, сега зборувавме пред овој разговор, нели како во романците продаваат Дракула тура и приказната за Дракула. Па дури ќе поверувате дека вистински постои. Приказната е таа што продава. Ние што повеќе треба да инсистираме на она што е наше, локално, автентично. Еве, кога одиме и по винариите на дегустација, јас една кратка шега им викам, ние во Македонија уште на примитивен начин го правиме виното од грозје. И тие сваќаат поентата. Значи, овдека се уште половина од производството е органско, дури и без да сакаме ние. Да, без да сакаме, без да се свесни луѓето околу тоа, дека колкава е вредноста на тоа што е селско произведено, органско, на сонце директно. Како се станува туристички водич? Туристички водич се станува доста тешко. Доста тешко? Сега морам да... Многу тешко. Ти е многу тешко, ако не најтешко. За да се биде туристички водич, најнапред се полагаат 7 испити на еден од факултетите за туризам. Во Охрид, Скопје, Штип. Добро. Сега, одскоро мислам дека и на катедрата за географија, на Институтот за географија, горе на ПМФ, и тамо почна со испити за туристички водичи, се положува за туристички, се добива сертификат за положени испити и потоа се зема легитимација за туристички водич. Сега, тоа е основата. Добро. Понатамо, треба многу надградување, треба многу читање, треба многу практична работа, затоа што водењето не е само час по историја пред странците или час по географија, за 15 минути, ако приказната не е интересна, не ве слушаат, не ве примаат едноставно. Може да гледа во вас или ќе си гледа на друга страна и не ве ни слуша. Треба надградување во однос на тоа знаење, да, треба да се поентира историјата на Македонија, културното наследство, мултиетничкиот карактер, сето она што е наше културно богатство, но треба и многу повеќе од тоа, локални приказни работи што ги нема, ако е само што ги нема во книга, да, може да се прочита книга или на интернет. Па сега туристите, затоа викам, туризмот се развива. Туристите доаѓаат со едно убаво топче хартија на кое што си испринтале однапред. Кои се најдобро подготвени? Кога зборуваме како тури или како туристи од нели странски држави, од која држава се најдобро подготвени? Јапонците се добро, тие водат воопшто вака во однос. Јапонците се една страва, да речеме, малце луѓе знаат дека во Јапонија, во Токио има и катедра за византиска уметност. И знаат да дојдат
со отпечатени фрески и вика сакам да ја видам оваа фреска која што ако во манастирите и црквите кај што одиме има главни композиции, тие бараат некои фрески кои што се во калотите, во ќошиња, да. Кои што нели не се на видни места, да, меѓутоа нив им оставиле голем печаток и бараат да ги видат. Значи, јапонците се можда број 1. Добро, после и англичаните знаат, французите знаат да извадат материјал, да се подготват, да прочитаат каде одат. Значи, луѓе заљубеници во патувањата се подготвуваат и кога ќе ви постават прашање, стварно прашањето е интересно, не е нешто ептен колку ајде да прашаме. Да. Кога веќе со години, нели да речеме, и Скопје во последниот период е многу атрактивна, да речеме години назад атрактивна дестинација за туристите. Кажете ми, често ми се случува и мене да не знам некои работи, кои што веројатно треба секој од нас да ги знае. Веројатно и нам треба некакви убуки или часови за тоа што треба да кажеме кога некој ќе ни дојде, нели како гостин да речеме кај нас дома, па нема да го прочита туристички водич. Не знам, од приказни символи и така натаму и така натаму. Што е она што сакаат најмногу да го видат или која е мапата која што тие имаат за Скопје како некои нешта кои што треба да се видат во Скопје? Па добро, Скопје генерално и Македонија, значи ние ги знаеме периодите. Античкиот период со врзано за Александар Македонски, македонските династии, римскиот период, значи наследство од римскиот период, византискиот период, отоманскиот период и поновата историја. Од сите тие аспекти ние имаме споменици од археолошки локалитети, да речеме Скопје, интензивно се работи сега тамо на амфитеатарот, на откривање на останатите градби, што дури може би требаше и доста порано да се направи, оти отсуствува. Римскиот период, голема штета што еден аквадуктот, римскиот аквадукт, 54 арки се зачувани, малтене пропаѓа, целиот е обраснат со трева која што го разградува и препуштен е на забот на времето. Па понатамо, нели, византискиот период, она што е уметноста по црквите, по манастирите, имаме еден Свети Пантелеимон на падините на Водно, кој што е почеток на Ренесансата. Јас велам да бевме поголеми, да бевме колку Италија, Ренесансата тука ќе почнеше. Меѓутоа, помали сме и ајде, сепак добиваме признание дека тоа е рана Ренесанса или Ренесанса на Комненовиот период. Сепак, неспорна е вредноста на фреските во Пантелеймон и уште ред други манастири со зачувани фрескописи, со една уметност која што е голем белег за Македонија. И после веќе доаѓаме отоманскиот период, имаме споменици од отоманскиот период, амами, каравансараи, имаме џамии од отоманскиот период. Сепак Скопје низ целата своја историја било важен трговски, политички, воен центар. Многу често бил и главен град на некои провинции, да речеме за времето на Јустинијан I, кој што прави Јустинијана Прима, роден е се на 30 километри од Скопје, кај Таор, тамо се работеше нешто, но нема инфраструктура, нема пат да се однесат туристите тамо. Да. Затоа што доаѓаат групи кои што се специјално заинтересирани за некои работи. Да. Значи, ни треба, еве 10 години си дадовме некаков јас. Дадовме. Не сакајќи дадов некаков прогноз. Ајде да видиме колку сме јаки. Ќе рече колку сме мажи, па ќе ме обвинеа за дискриминација. Да. Кажете ми, однос се враќаме на темата туристички водичи, само да ви честитам. Во недела нема да бидете повторно во ТВ Нова, ама еве сега вака официјално вам и на сите други колку се вкупно 600 и кусур. 637 последната бројка. Со лиценца. Лиценцирани туристички водичи. На 21 февруари е Светскиот ден на туристичките водичи. Честитки, со среќа и дај Боже да имате што повеќе работа следната и годините натаму. Но како ќе се одбележи тој Светски ден? Па, години наназад го одбележувавме Светскиот ден, правевме разноразни активности, почнувајќи од бесплатен разглед за постарата популација, повозрасната популација во Скопје, па направивме еднаш бесплатен разглед за децата со специјални потреби, од сега го заборив точно името на школото тука во Скопје.
Минатата година го одбележавме денот во новиот археолошки музеј, кој што е прекрасна градба и му требаше не само на Скопје, на Македонија, да се презентира сето она што беше пронајдено низ годините наназад. Имавме една мала трибина, се дискутираше за проблемите во водичката служба, што треба понатрамо да правиме, измените на законската регулатива. Потпишавме меморандум со археолошкиот музеј за соработка. Сепак и музеите, ако ние како водичи ги представуваме и предизвикаме интерес кај странците ќе ги посетат, ако не ги спомнуваме нема ни да се сетат. Оваа година решивме да си го посветиме себе си. Добро. Значи ќе да не се осетат навредени охриѓани заш само во Скопје се прави. И сега ги повикувам, значи на дружење во Прилеп. Вие на полпат. На полпат, точно. На половина пат да се најдеме. Во Прилеп има музеј на тутунот. Најдовме на разбирање од музејските власти, од музејот таму, од луѓето вработени во музејот, да го отворат во недела за нас, да имаме една презентација таму, малку од културното наследство на Прилеп и после тоа дружење ќе биде. Ако јас не бидам во ТВ Нова, нека ТВ Нова биде да дојде во Прилеп. Да, ве повикуваме да дојдете заедно. Добро, ви благодарам за поканата. Имаме уште 10 минути време за овој разговор. Сакав да ве прашам неколку нешта. Например, како туристички водич кој што долго време е во оваа област, постои ли нешто кое што вие би сакале да ни кажете на сите нам, нели како генерација дека треба или вие би сакале да биде тоа на туристичката мапа? Не знам, некое место кое што вам вие, да речеме, омилено, па сакате вие да биде некако на некој начин, да речеме во некоја туристичка карта ваква на Македонија? Туристичката карта на Македонија... Нели, ме разбирате што ви прашувам, дали вие би сакале некое место вака да стане, да речеме, дел од, како некои познати места, да речеме, Охрид или некој? Може би повеќе да се промовира. Инаку, од различен аспект групи, факт е, признаваме, Скопје, Охрид. Да. И тука се движи оската Скопје, Охрид, попатно Битола, Стоби, и тука, но Источна Македонија е речиси заборавена. Да. Имаме прекрасни цркви во Источна Македонија, има Ке прекрасна природа. Ке ни кажете некоја вака што вам ви е омилена, не знам што вие би ни ја препорачале, еве. Да тркнеме да ја видиме. Манастирот во Осоговски, значи Осоговскиот, да. Лесновскиот манастир. Значи исто една прекрасна архитектура. Имаме недопрена природа Малешевијата. Имаме многу приказна таму. Сега, што се случува? Дали по некаков редослед на движење Скопје-Охрид и се заборава тука, Свети Јован Биговски, тие тука се движат. Да, тука се движат, Свети Ѓорѓија Победоносец, од другата страна преку Битола кога се доаѓа, ајде и Прилеп се вклучува, горе манастирот Свети Архангел Михаел е исто многу убава градба со многу стари фрески, но Источна Македонија речиси да ја нема. Заборавена. Речиси да е заборавена. Многу мал број групи одат тамо. Сега пак ќе не поврзе она прашање што треба да правиме. Да. Инфраструктура е најреалниот проблем или? Инфраструктурата и презентацијата и продажбата. Така. Да речеме, Берово направи голем исчекор со приватното сместување. Има голем број на туристи внатрешни, од Македонија, значи, не од надвор, кои што за викенди си одат таму. Да, почна и доста групи да одат таму, но се уште е многу далеку од она што може да биде вистинската бројка. Еве да речеме француските туристи кои што бараат пешачење. Германски туристи, она модерно речено хайкинг, байкинг, пешачење и возење точак низ недопрена природа. Ама треба да се оди понатамо. Сега и локалните власти, локалната управа, која што има нели секоја во својот дел локален економски развој, треба да изнајде начин како повеќе и повеќе, дали со настани, дали со презентации, со публикувани материјали, да се презентира. Кога сме кај тие публикувани материјали или нешто кој што може да се однесат одовде или од секое место. Често кога сме правеле како новинари, нели, за тоа што се може да купат, да речеме луѓето кога ќе дојдат, не знам, од оние, нели, на фрижидер сега што се многу познати така натаму, многу мислам дека во тој дел сме малку, барем еве поправите ме ако не е така, дека нема нешта кои што може да се купат или не знам, еве побара туристи кои што, нели, лице да се однесе во Дубај, да речеме, колишка една сакаше да однесе
се, да речеме нешто за Александар Македонски, ама да е на англиски. И велат овде ние немаме таква понуда, нели? Се е на македонски и не можеме ништо да ви дадеме. Ми се чини дека треба да работиме и на тој дел, нели? Дека ако се странци, веројатно нема да им продадеме ништо на македонски. Па, знаете како, она што е придружна продажба, продолжување на туризмот, хотел, превоз, храна, добро. Сега понатаму оди, што може да понесе од тука туристот? Кога се прави, кога се разговара што може да понесе од Македонија, прво што ви паѓа... Што ајвар, тегла ајвар, ки му ја вратат, тегла ајвар, да. Ќе изад овде. Тегла ајвар, шише ракија, но прво што им паѓа на памет е некоја икона, затоа што тоа е карактеристично за Македонија. Сега, последниве години имаме голем број на сувенири во гипс. Големата мајка, така натаму тие. Тоа беше многу добар потек на музеите на Македонија. Со сертификацијата, големата мајка. Реплика на она што е пронајдено по археолошките локалитети. Може уште понатамо да се оди. Рачни изработки. Имаше добра приказна, вели ако имате големата мајка, па ако е во станот, ви носи плодност, плодност, символ на плодност, големата мајка. Ете имаме приказна за продавање. Приказната треба да се гради, треба да се експонира. Значи, големата мајка е автентична за овој крај, пронајдена е како археолошки локалитет, како археолошки експонат. Значи, се произведува со сертификат на музеите, се продава, луѓето имаат нешто кое што, значи, има своја веродостојност, автентичност и на крајот на крајшата и убав украсје. Не треба можеби да се поведуваме толку многу што странците продаваат магнетчиња. Дали магнетчињата треба да бидат или не? Од гипс, толку се тие некако униформни. Зошто не една лажица за готвење, исто на магнетче закачена на фриждер, па кога му треба да ја земе да си заврши работа или нешто слично. Рачни изработки. Да, рачни изработки. Од дрво, од везени работи, од во Крушево има актив на жените кои што продаваат везени работи од големи чаршави па до најмало, да речеме, за во книга, кај што ги пази страниците, нели, едно со македонски мотиви, каде што ќе си знае до каде во книгата дошло. Сувенирите се продолжеток на она што е туристичка пропаганда. Продолжеток на туристичката пропаганда, оти ќе дојдат луѓето, ќе понесат впечатоци, ама кога ќе однесат сувенир, заедно со спомените во главата, веројатно треба да... Гостите што ќе им дојдат, од каде е ова, од Македонија и почнува приказната како зошто треба да отидете во Македонија. Да, точно така. Да. Добро, јас се надевам дека нема да чекаме 10 години за да не кажете некои најубави резултати, па како Македонија станува земја во која што туризмот цвета и ние, нели, сме туристичка земја, туку дека ќе биде тоа за неколку години. Само да ни кажете, значи во Скопје што треба да посетиме, ни рековте? Во Скопје кога се прави разглед на градот, имаме класичен разглед на градот, обично се поаѓа од Добро, тоа што ни се гледа вака, го знаеме. Кале сме биле сите. Скопското Кале, веројатно биле многу. Чаршијата посекако и сега доаѓаме музејскиот дел, кој што е вообличен. Археолошкиот музеј си заслужува свое внимание, има прекрасен број на експонати таму. Камениот мост и сега доаѓаме до архитектурата на новото Скопје. Добро, да. И таа е онаа која што ни треба водиш за да ни ја раскаже. Па точно, треба да се раскаже, треба символиката, старо-новиот македонски театар кој што е реконструкција и стасуваме до Мајка Тереза и до старата железничка станица. И секако безброј приказни тука, велите секој со својот дух и со својата надградба. Секој водиш си носи свој печат, своја приказна и така и треба да биде. Ви благодарам за вашата приказна издвоена за сите гледачи на ТВ Нова и се надевам на следно видување. До тогаш среќно и убаво поминување на празник. Ви благодарам за поканата, еве и вие сте поканети со нас да го одбележиме денот. Сега тоа ќе прашаме по овој разговор, да. Ви благодарам, ТВ Нова оди натаму со уште еден преглед на денот, останете тука.